Добро, дозволете да ги информирам граѓаните. Со задоволство првиот состанок го одржав како премиер или председател на владата на Република Македонија со амбасадорот и неговиот тим, со амбасадорот на Европската унија. Секако сум среќен заради тоа што нема поважна цел за нашата Република Македонија освен интеграциите во Европската унија и НАТО. Имавме плоден состанок кој што траеше повеќе од саат време, на кој што разговаравме за сите детали и за врските на владата кои што треба да ги направи на нашиот пат кон Европската унија. Разговаравме за отпочнатите проекти, разговаравме за она кое што представува континуитет во работењето на тој пат, но најмногу секако разговаравме за реформите. Ги дефиниравме отприлика агендите кои што предстојат пред нас. Го запознав амбасадорот со новите министри, нивните надлежности, советите како ќе ги поставиме и како ќе бидеме целосно посветени на целиот овој интегративен процес од секој аспект. Од аспект на реформите, од аспект на подобрувањето на меѓу соседските односи, од аспект на комуникацијата со Брисел и Европската унија генерално, се со конечна цел да од сите можни аспекти ги придвижиме процесите за Македонија да ден поскоро ги придвижи работите како што следуваат. А тоа е да ја тргнеме ако може побрзо условената препорака, ако даде Господ со добра работа преку реформите и со многу посветеност на сите во земјата. Кога зборувам на сите, тоа значи и власт, и опозиција, и извршна, и законодавна власт, и сите други партиципенти во секојдневниот живот, да овозможиме надеж дека ќе отпочнеме преговори со Европската унија час поскоро. Знаете дека тоа прашање зависи од горливиот проблем кој што Република Грција го има со нашето уставно име, но ние сакаме да работиме во тој правец, се со конечна цел да предизвикаме стартно големо охрабрување и оптимизам кај граѓаните во она што не чека во периодот пред нас, а навистина соодветно во времето да биде покриено и со практични реализации на нашите надежи кои што ги имаме како влада. Новата влада е комплетно оптимистички настроена, целосно е позитивна и би сакале нашата позитивна енергија да ја пренесеме на граѓаните, заради тоа што со голем оптимизам и позитивна енергија верувам дека и сами на себе ќе си помогнеме како земја, како граѓани во она што предстои пред сите нас. Thank you very much, Mr. Prime Minister. I think you made a good summary of our discussions. I came first to congratulate the Prime Minister for the responsibility that he took as the Prime Minister in this important period. We have now functioning assembly, we have functioning government, and this injects, gives us a confidence that the country is coming out of the crisis, and give us confidence that we can look to the future with optimism. Indeed, also yesterday, I think Vardar injected a lot of optimism in the feelings of people, and that's how we feel as well. That now is the time to start real work, to start work with the reforms. I came to convey to the Prime Minister our readiness to help, to support. We are ready to provide guidance or assistance, whichever government will need to do the reforms. But at the end, of course, the decisions are to be taken by the government. We also discussed the important issue of reaching out and getting all political parties and all people on board for the reforms needed for European and Euro-Atlantic integration. Thank you. Коли може да очекуваме да се тргне условената препорака која Европската комисија е зададена на Македонија? Знам дека реформски сте настроени. Јас сакам само да кажам дека ќе направиме се за да ги исполниме очекувањата на Европската унија, за да бидат доволни причини за да ја тргнат условената препорака. Заради тоа веднаш веќе договараме состанок со комесарот Хан и со неговиот тим. Тој ќе ги каже своите очекувања, многу пати и напоменати. Едното беше регуларни избори. Знам дека таа причина е отстранет. Имавме регуларни и кредибилни избори, еве политичката криза е завршена.
веројатно ќе соопшти тој нешто поврзано со реформите и ќе очекува резултат од нас. Тој ќе го каже својот став, но јас само можам да кажам дека ние сме целосно посветени да процесите ден поскоро, час поскоро се придвижат согласно позитивните очекувања на нашите граѓани и секако на институциите на Република Македонија. Се како ќе се одвиваат работите, така и на дневна основа ќе ги информираме граѓаните преку вас медиумите. Ке се продолжи ли мандат на специјалното јавно обвинителство? Имате ли договор со вашите коалициони? Ние имаме договор за ова работа со коалиционите партнери, но знаете дека не е доволно, ни треба 2/3 и ќе се обидеме. Ќе се обидеме по пат на дебата низ парламентот да обезведиме 2/3. Тоа е тешка една мисија, заради тоа што нашите политички опоненти се навистина со спротивен став од нас, но ќе се обидеме по пат на диалог низ комисиите во собранието на пленумот, да се убедиме дека таа институција која што заедно со консензус ја формиравме, заслужува да се го заврши својот мандат со заклучоци, согласно тоа што ќе го истражува или ќе го комплетира. Тоа значи, ако има докази, да процесуира обвинителни акти, ако нема докази, да заврши истраги, но тие веќе соопштија дека не се ни 50% истражени сите оние материјали кои што ги имаат во свој посед. Тоа само по себе кажува дека ако сме дале согласност и свој подпис, не е фер да го скратиме на пола она што значи работа на специјалното јавно обвинителство. Заради тоа ја користам приликата да ги информирам и граѓаните и да повикам во парламентот на сите пратеници да останат на линијата на тоа што веќе еднаш сме го поддржале како политички партии и парламент, а тоа е работата за која што е основано ова специјално јавно обвинителство да биде завршена онака како што тоа е замислено во закон. Кога можеме да ги очекуваме новите заменици министри, бидејќи владата е некомплетна без заменици и државни секретари? Ние веќе разговараме, се надевам за некои десетина дена ќе бидеме готови за да излеземе пред парламентот со предлозите за замениците министри. Веќе се разговара за многу експертски решенија, исто така ширум институциите. Посебно сме посветени на оние што ги викаме check and balances или контролни механизми врз владата, за да можат навистина да се воспостават такви сериозни контроли, како што порано има спомнето, да ја чуваат Република Македонија од СВС. Значи, во тој дух, верувам дека ќе воспоставиме стабилни, професионални институции, кои што како пример прво ние ќе ги градиме како политичари, а секако и експертскиот дел од нашата популација, од нашиот народ, ќе се ја преземеме во врската како образовен дел од граѓаните да се вградат во системот и да бидат навистина посветени на иднината на државата. Најавивте генерален реизбор на судиите, дел од укажувањето на јавноста се дека тоа не може да се изведе бидејќи имаат таков мандат, траен мандат поставено согласно уставот, законите. Како планирате да се изведе тоа? Значи, ќе ги следиме сите препораки на Венецијанската комисија, европските пракси поврзани околу реформите во правосудството. Јас верувам дека никој, барем јавно, од политичарите, од партиципиентите во секојдневниот живот не може да каже дека нема да се залага за независно правосудство. Во тој дел, сите процеси кои што ќе ги придвижиме, во делот на честно поставување на независен правосуден систем, мислам на судство и обвинителство, мора да го направиме како чекор. Најочигледните пракси кои што во Европа биле распуштање со реизбор, каде што секој судија влегува во постапка да биде повторно избран. Сите честни судии воопшто нема потреба да се плашат од ваквата постапка. Постапката ќе ја водат експерти и никако политичари, со цел да се направи навистина здрави темели, за да правосудството после ваквите реформи биде оној дел од нашето општество од кој што сите ќе знаат дека ќе биде независно и конечен контролор или испраќач на пораките на страф ако било кој и му падне на памет да се огреши пред системот и пред законот, дека на крајот ќе има независно судство кој ќе ги донесе своите одлуки. Јас повикувам на реформи вкупно, повикувам и на реформите во правосудството. Ако сакаме Македонија да биде со европски дух, земја членка на Европската унија, вградена во меѓународни демократски институции, една од работите кои што мора да ги имаме како земја, а тоа е независно правосудство. Може ли да најавите која е првата одлука на првата седмица на владата што денеска ќе биде донесена? Сакаме мудро да размислуваме за одлуките и популизмот го ставивме во втор план. Гледате како ги најавуваме работите, одиме по процедура. Веројатно, првата работа ќе биде да го доделиме мандатот на министрите без ресор кој што парламентот ги избра, а тоа се тројца или неколку подпредседатели на влада, посебно делот за европските интеграции, делот за економија, делот за рамковниот договор, Охридскиот рамковен договор, на самите други министри без портфолио или без ресор да им дадеме надлежности и задачи,
Еден дел ќе биде отчетност, транспарентност, друг дел ќе биде диаспора, трет дел ќе биде странски инвестиции, четврт дел ќе биде работа со ромите како најзагрозена социјална етнички дел од нашиот дел, така да секој ги добие првите задачи од седница на влада. Верувам дека денеска ќе се избере генерален секретар на влада, шеф на кабинет, ќе се конституираат посебните комисии кои што функционираат при владата, се со цел да самата влада во полн капацитет ги стартува уште денеска своите задолженија пред граѓаните и пред институциите. Од прилика и тука ќе се држиме. Денеска ќе падне и првата задача од мене како премиер до сите министри, а тоа е водењето на обврската на она што сме ветиле пред граѓаните. Што очекувам од нив во првите 30 дена, што очекувам во првите 100 дена, што очекувам од нив во првите 180 дена. Очекувам да го подготват извештајот и да соопштат на јавноста каква е состојбата по сите ресори, за да биде честно тоа поставено, но очекувам да дадат решение на она што представува евентуален проблем по самите министерства. Реков, немам намера да бидам министер за се и се што. Секој министер ќе си ја преземе својата одговорност, од нив очекувам решенија, а не проблеми овде во владата. Секако тие постојат како проблеми, но со лепезане решенија очекувам да се појават на состаноците, за да може да се носат одлуки и час поскоро да се експедитираат како решенија, за да може граѓаните да тоа го осетат. Денеска е 5, јас верувам дека денеска пензиите ќе легнат на пензионерите. Истовремено, ако тоа денеска се случи, најкасно утре ќе се случи, го изменеджиравме целиот процес, но како ќе соопштува министерот за финансии состојбите финансиски во државната каса, така ќе знаат и медиумите и сите вие. Сакам да знаат и пензионерите, и јавната администрација, и стопанството, дека правиме се, државата да биде целосно капацитетна со финансии, да троши пари, директно, пуштајќи ги кон граѓаните, заради тоа што, според мене како економист, успехот на владата е да акумулира повеќе средства, секако од најбогатите најмногу, и да ги пушти назад час поскоро за употреба на сите, заради тоа што тоа го зајакнува севкупниот промет. Немам чувство првично дека треба нешто да не плаши, нешто да биде незгодно. Се менаџираат севкупните процеси, како и добиваме информациите, така ќе ги споделиме со граѓаните. Изразивте многу очекувања. Очекувате ли да имате мирни 100 дена како и секоја друга влада, бидејќи не е баш така? Јас очекувам и ќе направам се, заради тоа што се чувствувам како прв одговорен во политичкиот милје на Македонија. Ние повеќе не сме опозиција, не можеме да бидеме, заврши времето на критики и критицизам. Ние мора да бидеме со разбирање за нашиот политички опонент, мораме да бидеме со разбирање за сите, да направиме еден инклузивен процес, ќе се обидеме да направиме од нив дури и добри луѓе. Така да, ако сакаме да работиме за државата, мораме да се посветиме сите на тоа, оти постоиме заради граѓаните. Благодарам на сите.